Поштовани гледачи, добар ден, добре дојавте во најновото издание на земјоделската емисија Бразди. Времето и временските услови како за вистинска пролет. Доста врнежи, доста променливо, но и ладни денови имаме се уште, но нема опасност од измрзнување као овошките како што имавме лани. Дигитализацијата во земјоделството особено е значајна токму во вакви климатски промени, кога настануваат секакви разни промени во земјоделството кои се закануваат да направат штети за производството и затоа е важно да се применуваат современите алатки кои стојат на располагање. Ке зборуваме во денешната емисија и за дроновите, но и за многу сензори кои што им помагаат на земјоделците за да увидат со време кога е појавата на болестите, кога треба навреме да третираат, со време кога има појава на некои инсекти и многу други, кога треба да наводнуваат. Тука дури има и вештачката интелигенција е вклучена во некои од алатките за автоматизација. Сето тоа ќе им стои на располагање, на посериозните земјоделци веќе им стои на располагање, дел од тоа и пременуваат. Голема предност е што Факултетот за земјоделски науки и храна голем дел од овие алатки, современи алатки, веќе ги има, ги набави преку разни проекти, ги има инсталирано, ќе се обучуваат и студенти, но ќе се прават обуки и за земјоделци и презентации да видат кои се предностите од примената на дигиталните решенија во земјоделството и колку станува тоа не е веќе луксус, туку неопходност која мора да се применува ако сакаме да имаме поекономичност во производството, особено во периоди кога имаме намалена работна сила, кога се потешко се наоѓа, кога се можни проблеми заради неквалификуваната работна сила. Сето тоа може преку дигитализацијата и автоматизацијата да се постигне, да се доведе до едно ниво на поголема рентабилност и профитабилност. Во денешната емисија ќе зборуваме и за една битка која добија земјоделците, а тоа е по сериозните укажувања дека потребни се итни мерки за да се намалат цените на ѓубривата. Владата седна со дистрибутерите на вештачки ѓубрива и договорија да се намалат маржите до крајот на мај, ќе можат земјоделците да набавуваат вештачки ѓубрива по поевтини цени. Тука се во денешната емисија и стручните совети, акцент ставаме сега и на почетокот на подготовките за пролетната сејдба околу садењето на пченката, но и акцент ставаме и на заштитата, бидејќи сега интензивно е период кога многу почнуваат развојот на болести и штетници и треба превентивно да се делува. Така да бидете со нас, почнуваме по првата рубрика, тоа се агровестите. Министерството за земјоделство ја следи состојбата со откупот на оризот во Кочанскиот регион, во делот на тоа како се откупува и по која цена се откупува. До сега се откупени 10.000 тони оризова арпа. Министерот за земјоделство Трипуновски изјави дека се следи процесот и укажа дека никогаш оризопроизводителите не биле оставени сами на себе. Ако има потреба, дополнително секогаш би излегле во пресред за да го заштитиме нивниот труд и нивната работа, изјави Трипуновски. Според министерот, планираните 2400 тони се целосно откупени и се сместени во капацитети кои се одобрени од страна на Агенцијата за стокови резерви. Што се однесува за проблемот на кочанските оризопроизводители со недостаток на семенски материјал за престојната сејдба, Трипуновски посочи дека Институтот за ориз работи на производство на семенски материјал и веќе оваа сејдба ќе ги имаме првите количини на семенски материјал, кои што ќе бидат употребени за дел од планираните 4000 хектари. Директорката на платежната агенција Даниела Иротова при работна посета во општина Кратово на земјоделците со кои оствари средба им изјави дека наскоро ќе има исплата на субвенциите за тутунот. Пред присутните Иротова истакна дека во наредниот период ќе следи исплата на субвенциите за тутун, за што е предвидена исплата од над 62 милиони денари. Покрај ова, таа информирала дека по програмата за финансиска поддршка за земјоделство за 2024 година на 1105 земјоделци од Кратово им биле исплатени вкупно 19,5 милиони денари, додека по програмата за 2025 досега се исплатени вкупно 7,6 милиони денари. Карактеристично за регионот од Кратово е производството на поледелски култури, сточарство и пчеларство, со околу 115 пчелари како гранка со најмногу барање од овој регион. Сдруженијето Амброзија од Пехчево го заокружи проектот за одржување и ревитализација на стари овошни дрва во регионот на Малешевијата и Беласица. Проектот се реализираше во изминатите 18 месеци со цел мапирање, идентификација и заштита на автоктоните овошни сорти во двата региона,
Во рамките на проектот, во изминатиот период, одржана беше и работилница која опфати презентација, практична обука во едукативниот центар за зачувување на природата во Негрево, како и теренски активности на повеќе локации во општина Берово. Во рамки на работилницата, учесниците добиле практични знаења за правилна резидба, одржување и ревитализација на стари овошни насади, како и техники за нивно размножување и долгорочно зачувување, со посебен акцент на одржливите практики за прилагодување кон климатските промени. Во текот на реализацијата беа мапирани и идентификувани повеќе од 100 стебла на стари локални сорти овошки во регионот на Малешево и Беласица. Во организација на Средното општинско училиште Гоце Делчев на 29 април во Валандово ќе се одржат 54-тите државни тракторски надпревари за ученици од земјоделско-ветеринарната струка. Валандовското средно училиште ќе биде домаќин на земјоделско-ветеринарните училишта од државава, учесници во надпреварот, кој има за цел да ги пренесе знаењето и вештините од областа на земјоделството. Надпреварот ќе се одвива во повеќе дисциплини и предвидува демонстрација на практични знаења и умешност стекнати во текот на образованието. Ова е можност учениците заедно со своите професори, односно ментори, да го покажат нивото на подготвеност, посветеност и професионалност. Земјоделството како едно од најважните стопански гранки и стратешки интерес и на општината и на државата има потреба од млади, едуцирани кадри кои ќе бидат подготвени да применуваат современи техники и технологии за производство со висок квалитет, конкурентност на домашниот и странскиот пазар, велат организаторите. На надпреварот, учениците ќе можат да разменат искуства, да применат нови технологии и да покажат како изгледа современо земјоделско производство. Главната тема за денешната емисија ни е дигитализацијата. Дигитализацијата во денешно време не е луксус, станува навистина потреба ако сакаат земјоделците да имаат рентабилно и квалитетно производство. Дигитализацијата во сите аспекти наоѓа примена, но на Факултетот за земјоделски науки и храна, особено на опитното поле, веќе голем дел од тие алатки се инсталирани преку разни проекти за да можат и студентите да научат, но и земјоделците да имат каде да видат кои се предностите и кои се придобивките од примената на новите современи алатки. Ние го посетивме и опитното поле и ги видовме кои се тие новини кои што таму се донесени, сакаме на кратко да ви ги презентираме за да видите за што се работи, каде ќе биде земјоделството во 21 век и каде е иднината во земјоделското производство. Господин Тодоров, факултетот најавува посериозен пристап кон дигитализацијата на земјоделството како основа од каде што треба да никнат и нови кадри кои што ќе прават трансфер на знаење. Вие сте директно вклучени во целиот тој процес, ги знаете најдобро сите работи. Што се нуди таа дигитализација, која е целта, зошто треба се стремиме што повеќе да имаме дигитализација во земјоделството? Значи, конечно дигитализацијата да дојде да се дигитализира вистинското место, факултетот или опитното поле, каде што би требало да поттикне науката директно да се инволвира во целиот проект. Значи, тука е поставено комплетна опрема, агрометеоролошки станици со сензори, феромонски станици, феромонски стапици, имаме камери за далечинско следење на раст, развој и броење на плодови и имаме промоција на нов уред Стремо, кој што ги мери соковите на лисијата и за автоматско наводнување, да кажеме, во моментите кога самото растение јавува дека има потреба. Целта на дигитализацијата, особено во земјоделието, е бидејќи голем дел од временските услови и условите кои што владеат во почва се невидливи, па преку инструментите, преку сензорите имаме комплетно визуализација на целиот процес што се случува во почвата, во самото растение и во, да кажеме, во воздухот околу самото растение и како сите тие услови влијаат на него. Конечно, опитното поле ќе добие комплетна визуализација за да може да ги следат од далечина сите процеси. Во склоп на овој проект, значи, добиваат и мултифункционален дрон кој што може да служи за прскање, за заштитни средства или за течни ѓубрива. Меѓутоа постои и, да кажеме, резервоар кој што може да врши фрлање на семе и на гранулирани ѓубрива за сите површини тука, па веројатно во иднина, зашто да не и да нудат услуги за сите поголеми компании или за некои производители.
тука ќе можат студентите директно да учат тие од дигитална насока што се дигитално земјоделство, директно да ги учат овие инструменти, како се практикуваат во пракса. Целта во самиот проект, значи не е само опремата да се постави, има и низа едукации и работилници кои што ќе се одржуваат тука на отворено поле, да кажеме, каде што студентите директно ќе бидат инволвирани, ќе се запознаат со технологијата, ќе ги учат методите и да знаат што е тоа, како да кажеме, од прва генерација на факултет кој произлегуваат, да знаат што е дигитализација и зашто се користи, кои се придобивките. Бидејќи голем дел се уште смета дека дигитализацијата е луксус некој, меѓутоа дефинитивно е потреба која што е неопходна и без нејзе не може да се функционира. До сега за дигитализација кој ќе зборевме се подразбира дронови, после тоа некако беше инструменти за мерење на влага во почвата, но гледаме бројни сензори, од да гледа листот дали има потенцијал за болести, да гледа колку има инсекти, какви се инструменти има, што се постои. Значи секојдневно во светот излегуваат нови и нови технологии, се апдейтуваат, се надградуваат. Еве и ние донесовме и нов уред кој што го има тука, буквално на едно место е собрана цела технологија која што може да се следи. Меѓутоа добро е кога дигитализацијата ќе ја произведуваме и ние во Македонија, не само да ја увезуваме, бидејќи така ќе има поголем бенефит и за фирмите ние кои што работиме, меѓутоа и научната фела ќе биде повеќе инволвирана во самите решенија, да кажеме ќе можеме да се надоградуваме едни со други, да си помагаме во развојот, па зашто да не во иднина и да извезуваме дел од таа дигитализација како што сега увезуваме дигитализација и користиме. Имаме фирми што сериозни се во Има капацитет, имаме програмери, бидејќи најголемиот дел од дигитализацијата се потребни програмери. Македонија кој што ги има во огромен број, секако основата се професорите и научната фела, меѓутоа постојат доста стручни луѓе има кои што може да се бава со целото тоа. Директно сте на терен, помеѓу земјоделци, секојдневно сте со оваа работа вклучен. Како го чувствувате пулсот? Има ли интерес кај земјоделците? Особено кога нешто за професионални земјоделци, со малку поголеми површини, пробале нешто, надградуваат, запираат, каков е интерес? Интересот, да кажеме, постепено како поминува времето, се повеќе се свесни дека е неопходно целото тоа. Меѓутоа имаат се уште постои бариера да пробаат да видат, бидејќи така се учат работите, мора да се проба да се види. Се уште има некој отпор, сега не знам дали е финансиски, дали целокупната економска ситуација го диктира целото тоа, меѓутоа не е во фаза во која што треба да биде. Се уште се доцни и со интеграција. Голем дел од земјоделците единствено се решаваат за дигитализација преку некои проекти европски, да кажеме, кои што се да им се помогне ИПАРД средствата кои што моментално сме во незавидна ситуација, меѓутоа се надевам дека фирмите, оние кои што работат професионално, се свесни веќе дека дигитализацијата мора да биде интегрирана, бидејќи недостига работна сила, сите ресурси, а со помош на дигитализацијата имаат контрола на целиот процес, производство и директно ги следат сите ситуации на терен. Многу работници ќе завршат работата и попрецизно. Па да, и попрецизно и тоа, меѓутоа работниците, еве сега да земеме пример за наводнувањето, постои и тука го имаме интегрирано со фертиригатори, автоматско наводнување со самочистески филтер. Голем дел од компаниите рачно ги чистат филтрите. Ако се намести дигитален или автоматски филтер, тој човек кој што треба да го чисти филтерот ќе го интегрираш во друг процес кај што е неопходно отварање, затварање на вентили. Да, тие луѓе можеш да ги интегрираш во процесот да работат нешто друго, меѓутоа основните работи кај што се битни за развојот на самото растение, директно сами да се контролираат со процесите и нормално грешките се многу помали и бидејќи многу потешко се наоѓа работна сила и тешко можеш да знаеш дека некој точно ја извршил работата. По автоматиката, да кажеме, автоматизацијата е дел за тоа помага, бидејќи се знае дека прецизно се наводнува, прецизно се ѓубри, прецизно се користи како што треба. Вештачката интелигенција навлегува ли во овој сектор, тука помага ли нешто, некои работи и дури и самата да ги предвидува да ги прави? Веќе е интегрирана, тука имаме поставено и феромонска камера со лепливи феромонски траки кои што ги привлекува самите инсекти. Инсектите се лепат, да кажеме од прва генерација па натаму како ќе се појават на некој насад и со помош на вештачка интелигенција утврдува кој тип на инсект е. И врз основа на тоа дали е прва генерација, обично
се случува, нели првите генерации не се толку штетни и може да се направи, да се види, меѓутоа се детектира кога е присуството, а се користат и за автоматско наводнување со помош на вештачката интелигенција, не до знаење, меѓутоа до автоматизација на самите процеси. Таа е многу битно, бидејќи тоа се користи директно како вештачка интелигенција да помага со развој на решение, со тоа се уште бидејќи мора да постојат научни трудови за целото тоа од каде што би се хранела вештачката интелигенција, меѓутоа за процесите на автоматизација да се мечуваат повеќе податоци од повеќе места, како крајен продукт да таму веќе се користи интегрирано на многу платформи. Се надеваме и тука ќе интегрираме некоја платформа нова да ги мечува повеќе податоци за да имаат визуелен пристап на самите податоци од терен. Колку опитното поле во Лисиче, како склоп од Факултетот за земјоделски науки и храна, е место каде што идната дигитална реформа, идните студенти ќе ја учат и ќе ја практицираат. Најпрво добар ден на сите земјоделци. Денеска малку врнежлив ден и го искористивме за ден за снимање, пошто немаме активности на поле. Опитното поле како дел од Факултетот за земјоделски науки и храна, една од алките на самиот факултет во кој што се спроведуваат сите потребни практични, односно теоретскиот дел се спроведува во пракса. Прошлата година на Факултет за земјоделски науки и храна воведовме нова насока, дигитално земјоделство, и за сето тоа да може во пракси, во реално се спроведе, потребно е опитното поле. За да можеме да го пратиме смерот, и за да може студентите се што ќе биде теорија да ја спроведат во пракса, во опитното поле, заедно со помош на германското аташе за земјоделие, амбасадата на Република Словенија многу ни помогнаа со опрема во однос на дигитализацијата. Што значи тоа? Имаме донација од нив дрон, кој што многу ќе ни помогне на нас во презентација на земјоделците, колку новата технологија помага во однос на трошоци, работна рака и време. Исто така, за детекцијата на болести и штетници ни помогна со донација во пластениците со камери кои што детектираат штетници предвремено. Другата донација што ја направија е со метеоролошките станици кои што цело време ќе водат записи како се одвива времето, температурата, во однос на мрзнење, на штетници, на болести, на све што е присутно. Подигнавме еден насад во кој што ставивме насад од слива конкретно, со 3 врсти на подлоги и со самото тоа ќе биде заштит тие 3 сливи, ќе ги пратиме како се понашаат во однос на раните пролетни мразеви. Во текот на годината и наредните 5 години ќе се истражува која подлога ќе не биде најотпорна, а за да го имаме сето тоа мора да имаме и заштитни мрежи, наводнување, специјални во кои што накнадно ќе бидат обавестени земјоделците како ќе се одвиват самиот процес. Тие заштитни мрежи, која ќе биде функцијата? Тие ќе бидат против град или ќе бидат и за засенчување? Тој систем за наводнување како е планиран да биде? Системот за наводнување ќе биде нов систем за наводнување со тоа што ќе биде капка по капка. Еден дел ќе биде поставен на земја, други дел ќе биде со распрскувачи, а над сето тоа ќе биде мрежата која што ќе ни биде заштита и од град и од сонцето, пошто знаеме сончевите денови се долги, зраците се јаки и така да на крај ќе се сумира придобивката и ќе им се изнесе на земјоделците кој е најдобриот дел. После 3-4 години ќе излеземе со конкретни резултати, која подлога, кој начин е најдобро за да имаме подобро производство и заштита. Практично вие сега тука ќе испитувате, имавме една година многу катастрофална. Росоманско остана цел крај без праски, без кајси и овие пролетни мазеви со овие климатски промени често веќе почнуваат да прават проблеми. Вие практично ќе ја кажете препораката според сите анализи, според сите бројки, садете на таа и таа подлога, ќе имате многу помали штети. Целта на ова испитување ќе нема да бидат само сливи, значи ќе не бидат од сите овошни култури. Значи сливи, праски, стреши, кајси, све што е од овоштарството што спаѓа, јаткасто, јаболчесто овоше и ќе ги дадеме сите препораки како земјоделецот да се заштити од раните пролетни мразеви за да имаме производ. Што друго се работи тука како опитно поле? Доста активности гледаме, доста опити, доста новини се воведува.
Во опитното поле се работи доста и интензивно, се прават доста истражувања на многу култури како делуваат во подобрувањето на структурата на почвата, зголемување на легуминозите во почвата. Еден од тој тип ние со сточниот грашок, кој што ќе го испитуваме на 3 наврата, и да видиме во кој, бидејќи почвата со текот на годините многу ни се испостуваат, како со орење, така со користење на минерални ѓубрива, и сакаме на еден природен начин со користење на култура да ја збогатиме почвата и да имаме подобри резултати. Сега моментално поставуваме опит од сточниот грашок, кој што е првата фаза во кој што ќе не биде како покровна култура ја користиме и ја после ја заоруваме, го мериме процентот на хумусната материја кој што би ја добиле и азотот во самата почва. После ќе го имаме вториот дел на испитување со парцелизација на посебен начин и ќе дадеме исто препорака на кој начин би се подобрила структурата на почвата и помалку да користиме минерални ѓубрива. Така, гледаме доста се испитува и со подлоги, со сорти, имаме и ген банка. Овде во опитното поле имаме ген банка, овоштарската ген банка. Овде ги заштитуваме сите стари сорти и нови сорти во истражувањето и сакаме да направиме една разлика како старите сорти, пошто веќе се тие автохтони сорти, колку се поотпорни и да ги вратиме назад на пазарот за да имаме подобар производ и да имаме помалку трошок земјоделецот, бидејќи автохтоните сорти се автохтони и се потекнуваат од тука. И заедно со Министерството за земјоделие, Управата за семе саден материјал, ја одржуваме овошна ген банка. Оно што е можеби уште поважно е што се нови некои сорти што само со преку зборење, преку информации се велат ќе дава толку род, волку род. Сега првично се испитуваат дали воопшто и ќе бидат аклиматизирани за ова поднебје, па после ќе се дадат препораки, луѓе науката утврдила садете ги слободно или не ги садете. Да, во Македонија луѓето доста користат интернет, имаат доста дигитални информации и сега ќе видат некоја сорта, например, со некој назив дава таков род, таков квалитет, дека има цена на пазар, дали од Шпанија, дали од Франција, дали од Италија и они бараат такви сорти да ги подигаат, али претходно нема никакво истражување дали они би дале такви резултати. Причината е да, затоа што на пример климата во Франција, во Италија, во Германија, во Грција, не е важно каде или во Африка, е многу различно во однос на сончеви денови, врнежливи денови и треба тоа сето да се испита, да се види како ќе се понаша. И тука прават многу трошкови. Нарачуваат од надвор садници, после 3-4 години тој резултат не го добиваат очекуваниот, доста се поскапи, например, од нашите ние што ги имаме традиционални испитани садници и се поквалитетни во однос на родот, затоа што секоја земја си има своја култура. Не можеме да произведуваме све. Веќе неколку години го имате и насадот под орев, како се покажа оревот тука? Оревот во Македонија покажа врвни резултати, не само кај нас, бидејќи јас соработувам конкретно опитното поле со многу земјоделци во цела Македонија. Оревот, само ако има добра техничка поддршка, која што ние име пружаме на сите производители, која што е наша обврска, дава добри резултати, добар род, од причина што он се буди после 20 април, ги одбегнува сите мразеви, како што знаеме. Како латерална сорта се буди постепено, не се буди одеднаш и така да има простор и да некое мрзнење да настане, 5 до 10% може да измрзне, другото останува и на пазарот е доста баран, земјоделци се задоволни, квалитетот одговара, така да и ние сме задоволни со самото тоа. Блокот Стручни совети е нашата редовна рубрика во која укажуваме на превентивната заштита како најдобра заштита од болести и штетници во земјоделското производство. Во вториот дел од емисијата една новина, а тоа е објавата дека владата ги ограничи маржите за вештачките ѓубрива. Земјоделците за оваа пролетна сејдба, барем до крајот на мај, ќе можат да купуваат поевтини вештачки ѓубрива и ќе се намали притисокот врз нивните трошоци на тој начин. Со цел да се спречи растот на цените и да се помогне на земјоделците и домашното земјоделско производство, денеска на 166-та владина седница, владата донесе одлука
каде што се ограничуваат маржата на цената на вештачките ѓубрива. Целта е да се обезбеди достапност на ѓубривата и да се заштитат земјоделците од растот на цените. Станува збор за две одлуки кои што ќе стапат на сила и истите ќе се применуваат до 31 мај оваа година. Првата одлука се однесува на сите правни и физички лица регистрирани за производство и трговија на големо и мало кои произведуваат и продаваат неоргански ѓубрива, органски ѓубрива, органоминерални ѓубрива, биостимулатори како и подобрувачи на својства на почва. Највисоката бруто профитна маржа на неорганските ѓубрива со оваа одлука кај сите трговски друштва и трговци поединци кои учествуваат во трговскиот ланец се утврдува со вкупен износ до 5% во трговија на големо и во вкупен износ до 5% во трговија на мало. Додека пак највисоката бруто профитна маржа за органските ѓубрива, органоминералните ѓубрива, биостимулатори од оваа одлука во трговијата на големо ќе изнесува до 10%, во малопродажба и во 10% до големо продажба. Дополнително се воведува обврска за континуирано снабдување на пазарот со вештачки ѓубрива. Трговците на мало се должни месечно да обезбедуваат и продаваат најмногу 70% од просечната количина која што ги набавиле во 2026 година, додека трговците на големо се уврзуваат да ги снабдуваат трговците на мало со најмалку 70% од просечно продадените количини. Целта на оваа одлука е да се спречи евентуалните недостатоци на пазарот и да се обезбеди редовна достапност на ѓубривата и да се заштитат земјоделците од неправилниот раст на цените. Со втората одлука која што денеска е донесена се ограничува растот на цените на ѓубривата на домашниот пазар, односно се коригира продажната цена за 10% намалување на заликите кои што ги имаат продавачите набавено по стари набавни цени. Со овие две одлуки се прави стабилизација на цените на ѓубривата, односно нивна корекција намалување. Почитувани земјоделци, овие одлуки се донесени врз претходна консултација и разговор со регистрираните увозници на вештачки ѓубрива, но и постов на претходно направена анализа од страна на Државниот пазарен инспекторат, каде што беше констатирано дека има раст на цените. Зголемувањето на цените на ѓубривата значи поскапо производство и притисок врз македонските земјоделци. Затоа целта на овие одлуки е да се стабилизира пазарот, да се намалат трошоците, како и да се заштити домашното земјоделско производство. Владата ќе продолжи во наредниот период да следи состојбата на пазарот и доколку е потребно, во иднина ќе се преземат и дополнителни мерки во интерес на граѓаните, на македонското земјоделство и на нашата економија. Она што го имаме како анализа, односно податок од контролата која што е направена од пазарниот инспекторат на терен, ка сите оние кои што се регистрирани за увоз и продажба на големо и мало на вештачки ѓубрива, зависно од компанијата варираат маржите кои што се употребени и на големо и на мало, меѓутоа може да зависи од компанијата да се движи од 15-16% до некои 40, 50 и 60%. Во делот на оние специјални ѓубрива, органски ѓубрива и така натака, некаде имаме раст на маржата, односно употребена маржа и до 70%, што е на вистина недозволиво. Практично со овие две одлуки и во согласно со самите компании кои што се одржа состанокот во Министерството, се донесе еден заедничка одлука да се ограничат маржите на малопродажба и големопродажба на основните ѓубрива за 5%, односно на овие специјалните до 10% во делот на продажбата. Во однос на програмата за субвенционирање, може да се каже дека е многу подобрено тоа што беше претходно. Еден податок е дека она двојно преување на субвенциите кој што беше воведено од претходната власт, да правеше дополнителни проблеми во делот на сите оние кои што сакаат да користат и заслужуваат македонски, односно субвенции од државниот буџет. Денес имаме програма каде што имаме единствено приување, намалување бирократски процедури, губење време, непотребно испуштање роковите и многу земјоделци кои што можеби нема да ги добијат. Такви случаи имавме во тековната 22-23 година, каде што преку 7000 земјоделци со тоа дополнително приување не успеваа да дојдат до македонските субвенции. Оваа програма предвидува поддршка на секој кој што учествува во процесот на производство, независно дали е мал, среден или голем производител на храна. Битна е главната интенција за секој кој што учествува во процесот да произведе храна за домашните потреби и за извоз, да добие поддршката согласно програмата за 2026 година. И тука некаде е крајот на денешната емисија. Ви благодариме за вниманието со кој не следевте. Се гледаме само за 7 дена. До тогаш имате пријатно неделно попладне.